Добро вечер, гордост на општина Ново село. Добро вечер за најспособната младина во Република Македонија. Ќе ме извинете уште на почеток, уште не сум се навикнал на ваква атмосфера, да се обраќам пред публика, ама да не ве загрижувам. Добро ми оди. Полека се навикнувам на новата функција. Сега пред да почнам да се заблагодарувам на вас, прво да се заблагодарам на политичките опоненти, што ни овозможија предизборната битка да ја водиме против противници од лесна категорија или поточно еден лесна, а еден велтер категорија. Ќе може ли да си дозволам и да кажам дека бев сигурен дека ќе победиме? Да, се разбира, гледајќи ве вас, следејќи ја поддршката, требаше уште во февруари да ни ги предадат клучевите од општинската зграда. Но ако ништо друго, барем пробаа. Сигурно ве интересира како се одвиваат работите на новото работно место. Топ! Топ! Иако не затекнав ситуација каква што мислев дека треба да биде, сепак чувството е прекрасно. Како што реков за време на кампањата, сега слободно можете да побарате прием и да осетите дел од атмосферата за време на транзицијските формалности. Она што мене ми остави најголем впечаток откако влегов во општинската зграда, откако ги добив документите од претходната администрација, беше тоа дека општинската сметка изгледа како да и нашите противници биле сигурни дека немаат шанса да победат на овие избори. Па си дозволиле да ги потрошат општинските пари, општинскиот буџет до 2014 година. Да, до 2014 година. Значи, драги мои, не почнуваме од нула, туку од минус. Но нели влеговме со минус во оваа кампања и успеавме. Успеавме да ја завршиме во позитива пред сите. Најдобри, затоа што бевме сите заедно. Како што можете да забележите дека веќе се поделени новите задачи и дека веќе се имплементира нов начин на работа во општината. За 3 дена извршена е контрола на сите сијалични грла за уличното осветлување во општината. Санирани се сите дефекти и општината целосно ќе светне. Се средуваат слободните површини. Еве, организираме утре во 11 часот бесплатни лекарски прегледи во општинската зграда. Мерење на крвен притисок, гликемија, делење на лекарски совети и, како што ветив во Мокриево, веќе од следната седмица почнуваме со изградбата на повеќе наменското игралиште. Значи, сето тоа за 3 дена, а замислите за 303. Но, драги мои, досега бевме заедно. Ве повикувам и од сега натаму да останеме заедно. Потребна е заедничка работа, одговорност и труд. Ќе ни треба време да ги санираме направените штети, но општина Ново село ќе ја направиме дестинација која нема да биде одмината. Одговорноста за штетата ќе им ја побараме, но ќе ја водиме општината напред. Ќе побараме од владата
остварување на секој еден и единствен ветен проект, а ќе притиснеме и за нешто повеќе, затоа што еднината ги наградува оние кои притискаат. Ќе притиснеме кон отварање на нови работни места, подобрување на животот на младите. Ве повикувам сите вие заедно да притиснеме кон остварувањето кон нашите цели. Соблечете ги папучите и облечете ги чизмите за марширање. Размрдајте се да маршираме заедно напред. Немаме време за жалење, за плачење. Време е да притиснеме и општината да ја изведеме на правилен пат. Имаме тешка работа која мораме да ја завршиме. Не дека сум престар, но помеѓу вас младите заборавам на моите години. Ако вие велите дека можеме да ја поместиме Беласица, вашиот градоначелник е со вас. Ќе ја преместиме. Ако вечерва ми речете дека треба да се забавуваме до крај, така и ќе биде. На здравје, гордост македонска, да сте живи и здрави, да живее ВМРО ДПМНЕ, да живее општина Ново село, да живее Македонија. Ви благодарам на сите.